Се надевам дека ви се допадна новиот видеозапис од Анита Наковска, кој што е во соработка со им продукција, и се надевам дека уживавте во незината прекрасна изведба на песната "Тешко на предавниците". А екипата на Естрадниот магазин подготви и прилог, од кој што меѓу другото ќе дознаеме како Анита се чувствувала додека го опишувала текстот за оваа песна. Ајде да погледнеме. "Тешко на предавниците" е најновото музичко остварување на фолкерката Анита Наковска, која се јавува како комплетен автор на ова нејзино дело. Песната неодамна доби и видеозапис кој се изработи од страна на импродукција, а во кој се снимени преубавите охридски предели од Велгошкиот регион. Во мене подолго време вриеше силна емоција која се противи на сето она што се случува во нашата земја, па како ми доаѓа идеите до крајот на летото, песната беше готова, бидејќи јас сум комплетен автор на оваа песна, вели Наковска. Идејата беше повторно, како и секогаш за спотовите, впрочем, на мојот сопруг, да искористиме локација преубава над Велгошти, каде што живееме ние, Свети Илија црквата, која што спаѓа во планината Петрино. Петрино и Габреш се тука, нели? Да. До Галичица. И тоа е еден прекрасен локалитет. Значи ги опфативме сите убавини тука на Свети Илија и подоцна имавме и кадри снимано на Зајдисонце, откако се спуштавме надолу од Свети Илија па надолу кон Велгошти. Значи тука тие убавини ги доловивме, верувам дека како што тоа го може НТВ, се знае врвно и најдобро. Навистина се доловија прекрасно тие убавини, секоја чест. Благодариме. Како и секогаш, како што речет, не се менува тоа што е проверено најдобро. Во оваа најнова песна Анита се појавува во еден поинаков стајлинг, односно со оглед на тоа што го пее. Целокупната слика ја доловува во неколку изворни македонски носи од специфични места на Македонија. Како што истакнува Анитата, комплетно своите емоции ги пренесува во песната со сите искажани зборови, кои силно допреа до незините патриотски чувства, ако се има во предвид фактот што таа има потомство од егејскиот дел на нашата земја. Јас ја направив затоа што мојата душа плачеше, мене срцето ми крвареше. Јас ја пишував и плачев, јас пеев во студио, ја снимав и плачев, значи страшна е ситуацијава кај нас. Си ја губиме земјава. Дали мене во тие моменти ќе мислам јас песнава како ќе помине, значи последно нешто е тоа што го мислам. Болкава е таа што ме мотивираше. Анита не застанува тука, таа најавува и нови музички соработки, односно еден поголем проект со познати музички имиња во периодов кој следува. Тешко на предавниците, сите поред со душманите, не знаат за Божја правдина, не мислат на